Здраво на сите, се надевам дека се слушаме и се гледаме. Само вака. Ајде да видиме дали има некој спремен да слушта нешто, може би интересно, може би нешто ново. Еве имаме еден гледач, двајца, супер, не можам овде да видам на телефонот кој сте, меѓутоа се надевам дека се слушаме, бидејќи минатиот пат имавме малку дискусија за микрофонот мој, дали се слуша, не се слуша. Здраво, се слушаме и се гледаме. Супер, Викторија, баш ми е мило. Одлично, ќе почекаме некоја минутка да видиме кој све е тука. Христина од Канада, драга моја Христина, од кога се немаме видено. Баш ми е мило. Супер се гледа, супер се слуша, одлично. Сашо Поцев, yes. Крсто Димитров, не знам дали се знаеме, како и да е, Александар е исто тука, баш ми е драго, некои познати луѓе и непознати нормално, и тоа е исто интересно. Супер, баш убаво, се надевам дека сте сите здрави, живи, ослободени од короната, се надевам, или поминавте на редот, дека сите ви се дома здрави, живи, тоа е најважно. Во чудно време живееме, така да што да дискутираме на таа тема, нема за што да се дискутира, веќе е се издискутирано. Важно е како ние се справуваме со цела во оваа ситуација, тоа е најважното. Значи, друго не е толку важно. Само да видиме, да, Сања, драга, исто Сања, Викторија, Царица, Царица, да, Александра, Катерина, Кате, Владимир, шубаво поздрав, баш ми е мило. Ете, имаме и од Канада, имаме и од Англија, и од Македонија, драги луѓе, на сите ни треба малку дружење, за жал тоа е се вака веќе онлайн. За жал, се надевам ќе дојде момент кога ќе си се дружиме пак во живо. Се надеваме ќе биде тоа што поскоро. Еве и тие што сте од надвор од Македонија ќе ни дојдете тука да се подружиме сите заедно. Сега темата е секако интересна, јас ќе почнам, нели, во интерес на времето на сите и нема многу да ве задржувам, ќе биде кратко, прецизно, концизно, јасно и се надевам едноставно. Ете и Војка ни е тука, и Маја, супер, повеќе луѓе се дружиме. Другите не можам да видам кој сте, и Јанков, и од Германија, супер. На сите ни треба дружба. Се зашелев онака за живи луѓе по загушкање, затоа што на сите тоа ни треба. И Даниела и Билјана, сите сте тука. Фала ви што сте овде. Ви благодарам што ме следите и сигурно имате сите потреба од нешто позитивно. Ети и од Битола. Супер, и Зорица. Браво. Баш убаво. Мило ми е. Ете, почнува уште малку 8 часот карантинот, нели, локдаун, меѓутоа сите сме прибрани по дома, затоа што е малку посвежичко, не шетавме денеска многу по паркови и зеленила. Како и да е, јас сум си домче, спремна да споделам со вас нешто интересно, се надевам. Менталниот имунитет, често го зборувам во последно време. Зашто? Затоа што многу внимание се посветува на физичкиот менталитет, меѓутоа многу помалку
толку внимание се посветува на менталниот имунитет, кој што е исто така многу значаен и мислам, според мене, дури и пред физичкиот имунитет. Затоа што гледаме во околината, околу нас што све се случува во оваа ситуација, гледаме дека некои луѓе потпаѓаат многу, паѓаат психички, иако можеби не се заразани од корона, меѓутоа од сето она што се случува во околината, паѓаат психички, што е исто така доста дискутабилно и треба да му се даде големо значење. Менталниот имунитет значи колку останувате своји, колку не потпаѓате под влијание од околината, што е малку, дискутабилно во овој период, меѓутоа е возможно. Возможно е да си го потикнете менталниот имунитет, возможно е да останете приземјени, присебни, независно од тоа што се случува во околината. Возможно е да се насочите повеќе кон позитивните вести, а помалку кон негативните, и колку и да се случуваат негативни вести, навистина има луѓе кои што се погодени во ситуацијата, сепак да останеме, да кажеме колку што е можно повеќе насочени кон тоа што чувствуваме, како се справуваме со чувствата, што е тоа што ни се случува моментално, како можеме да останеме, да кажеме, присебни на некој начин. Знам дека не е секогаш лесно, меѓутоа е возможно. Сега овој ментален имунитет е значаен, бидејќи, како што кажав, поздрав до сите што се вклучувате сега, како што кажав, е многу значаен бидејќи влијае многу на физичкиот имунитет. Доколку сме обседнати со негативни мисли, доколку сме обседнати со грижи, тоа секако ќе влијае на намалување на нашиот имунитет и со тоа ќе бидеме многу повеќе подлежни на разни вируси, болести, што и да е, не само на корона, нели? Сега, во ова сакам да го искористам, значи овој момент, да се запрашате себе си, дали се чувствувате заглавени во неколку работи, што сега ќе ги споменам. Ова е еден дел исто така многу значаен од НЛП едукацијата, која што јас веќе 14 години ја работам во Македонија и претходно во Холандија. Многу луѓе ме познавате како таква, како НЛП Марина, тоа ми е надимакот. Меѓутоа, зошто го видете, НЛП-то за мене е базата, значи од тука почнува се и невозможно е тоа да не го спомнувам, нели? Зошто е важно? Бидејќи и во други наврати сум зборувала за тоа дека јас не работам класичен НЛП, меѓутоа работам системски НЛП, работам на 4 полиња. Сега денеска е темата менталниот имунитет, кој што е едно од полињата, менталното поле, има и други полиња. Менталното поле се однесува на начинот на кој што размислуваме, како себе си се програмираме на некој начин, како себе си се носиме во одредени ситуации, какви мисли не обседнуваат во текот на денот и дали тие мисли можеме да ги контролираме. Секако дека голем дел можеме, меѓутоа и еден дел не можеме, затоа што е нешто што ние си го носиме и од детството, и од претходните генерации, значи начинот на кој што размислуваме, на кој што се храниме себе си со мисли. Менталниот имунитет е дел од менталното поле, меѓутоа секако тоа апсолутно влијае и на полето на телото, значи како ние ја живееме нашата интелигенција, на мудроста на нашето тело, со што го храниме нашето тело, не само со храна, меѓутоа и сите оние мисли кои што не можеме на некој начин да ги процесираме, остануваат складирани во нашето тело.
тело и затоа е важно и физичкото поле. Секако е важно и полето на енергија, тоа се нашите емоции, и значено е и полето на душата или системот, фамилиарниот систем од каде што потекнуваме. Сега кога зборуваме за тоа прашањето дали се чувствувате заглавено, се однесува на 4 дела. Можеме да бидеме заглавени на временската линија. Што значи сега временската линија? Тука гледам доста лајкови, срциња, ви благодарам на сите што сте овде, што одвоивте време, инвестиравте време и енергија да бидете овдека со нас. И сте интересно и за сите вас, значи прашањето дали сте заглавени на временската линија. Што значи тоа? Заглавени во временската линија значи дека можеби сме заглавени во минатото или заглавени во иднината. Заглавени во минатото значи постојано да се навраќаме на минатото, како беше порано, порано ми беше се подобро, порано пред короната живеевме вака и вака, во иднина кога ќе ја нема короната, ако ја нема, ќе биде така и така, значи заглавени во минатото значи постојано навраќање на минати случаи, на постојано асоцирани со минати искуства, и што значи сме изгубени во сегашноста. Не сме во сегашноста, не сме во реалноста, постојано реалноста ја споредуваме со минатото и ја споредуваме со иднината. Значи заглавени во временската линија значи да не си во сегашноста. Кога не сме во сегашноста, тоа е момент, значи, доколку постојано сме или во минатото или во иднината, значи дека не се чувствуваме себе си, не можеме да одвоиме што е добро за мене сега и овде, што ми треба во моментот, што чувствувам во моментот, можеби сум заглавена во минатото или премногу размислувам за иднината, а не сум свесна што се случува во сегашниот миг. Тоа значи дека или ја избегнуваме сегашноста, или да кажеме не сме реални, што значи ја избегнуваме сегашноста, не сакаме да се соочиме со тоа што ни се случува сега и овде. Тоа е едното. Значи можеме да бидеме заглавени на временската линија, што значи не сме во сегашноста, туку сме или во минатото или во иднината. Второ во што можеме да бидеме заглавени е содржина. Што значи содржина? Постојан внатрешен диалог, постојано нешто да размислуваме, да анализираме, да се преиспитуваме, да поставуваме постојано некакви прашања, да сме во некаква логика или заглавени во перфекционизам. Што значи тоа? Кога сме заглавени во содржината, значи дека сме одвоени повторно од сегашноста, одвоени од себе и од телото, одвоени од емоцијата. Значи во постојано некаква анализа. Кога сме во постојано некаква анализа, ние се парализираме себе си, парализираме чувство. Луѓето кои што се постојано во некаква анализа, која што постојано бараат логика и објаснување за нешто, кои што се постојано насочени кон тоа дали е нешто перфектно направени, се само во овој дел од телото. Значи, не се конектирани со другиот дел од телото, што значи не се приземјени, не се премногу во сегашноста, туку се или го анализираат минатото, или анализираат иднината, а не се фокусирани во сегашност. Доколку сте премногу во анализа, не чувствувате, затоа што сте одвоени од чувството. Така да, значи, можете да бидете заглавени на временската линија, може да бидете заглавени во анализа или во содржина. Трето нешто во што можете да бидете заглавени е во емоција.
Сега, како е тоа да се биде заглавен во емоција? Заглавен во емоција значи да постојано чувствувате некаква емоција, деструктивна емоција, која што не ве води напред, туку не ви дава енергија, не ве мотивира, туку ве троши. Какви се тие, кои се тие емоции, ги знаеме сите. Страв, може да биде лутина, бес, тага, може да биде револт некаков. Значи, сите оние емоции кои што не ви ја потикнуваат енергијата, туку ве празнат, ве трошат. Онакво чувство кога веќе немаш енергија. Значи, заглавен во емоција може да значи апсолутно поврзано нешто со временската линија. Заглавен во емоција може да значи дека сте премногу конектирани со некакви случки од минатото, па сте заглавени во емоциите во минатото, а не се чувствувате во сегашниот момент дали тие емоции ви користат или не ви користат. Така настануваат исто анксиозни напади, така луѓето остануваат заглавени во некаква лутина и бес спрема некого или спрема некоја ситуација, а таа ситуација одамна завршила, меѓутоа лутината, бесот се уште дел од вашето секојдневие. Значи, доколку сте заглавени во минатото или во сегашноста, значи сигурно исто така дека сте заглавени исто така во некаква емоција или пак сте заглавени во содржина. Премногу ја анализирате случката, го анализирате човекот, личноста и не сте во сегашниот миг. Значи, тоа е третото. Временска линија, заглавени во содржина, заглавени во емоција. Четврто нешто во кое што може да бидете заглавени е вашето тело. Како можете да бидете заглавени во вашето тело е да чувствувате болки, да чувствувате тегоби во телото, да не ви е телото слободно, да не ви е телото во грч, флексибилно, да не ви е еластично телото да го храните со емоција, а храната не е емоција, да го храните со негативни мисли, со премногу анализа, со премногу разглабување, како беше, што беше, зошто беше, да го заглавите, телото да ви е заглавено во некаква емоција и затоа телото да не чувствува енергија. Сето она што телото, што вашиот ум го процесира, преку емоциите се процесира и во нашето тело. Многу лесен и едноставен начин да откриете во што сте заглавени од овие 4 главни, да кажеме, категории, е да го почувствувате вашето тело. Што ви говори вашето тело? Каква енергија, колку енергија има вашето тело? Дали енергијата ви доаѓа од умот, дали ви доаѓа од емоцијата, затоа што и стравот, и анксиозноста, и да кажем и бесот, исто така може да донесат наплив на енергија, меѓутоа тоа е деструктивна енергија. Телото треба да го чувствуваме лесно. Не зборуваме сега за килажи тука, за таков вид на леснотија, меѓутоа леснотија во движење, леснотија во флексибилност на телото. Колку ми е телото мене ослободено, ослободено од емоција, ослободено од минато, од премногу размислување за иднината, ослободено од анализа, што значи телото ми се движи слободно. Овие 4 категории се многу значени и затоа сакав ова видео, бидејќи во секојдневието, бидејќи, нели, знаете, држам многу тренинзи, коучинзи, луѓето ги гледам дека се заглавени во една, можеби од две во овие категории и многу е интересно како да направите сега ослободување. Како што ви реков, важно е да си размислите со што се храните себе си, со што си храните мислите, со какви емоции си ја храните енергијата, нели, бидејќи емоциите се енергија, и со каква храна го храните вашето тело, бидејќи каква мисла и да му дадете на вашиот ум, ќе ја изеде, каква храна да му дадете на вашето тело, исто така ќе ја изеде. Затоа пазете со што се храните.
Се би сакала исто така доколку има некое прашање, јас не знам ова како се гледа овде прашањата, меѓутоа дали има простор за пораки, најверојатно, continue, broadcasting, sorry, доколку имате можеби некое прашање, еве можеби не мора сега, можете и после тоа кога ќе го објавам видеото, можете да ме прашате ако нешто ве интересира. Вака да сумираме повторно, значи ова е некаков почеток, да кажеме, на некаква промена. Едноставно, лесно достапна и за секого, да кажеме, на некој начин, да, достапна секако, меѓутоа и лесно изводливо. Доколку јас почувствувам што ми говори телото, значи ако имам често пати главоболки, има нешто. Ако ми се фаќа грбот или имам болки во вратот или имам срцебиење, имам грчеви во стомакот, подуеност на стомакот, констипација, се тоа некакви показатели на нетрансформирање на некаква мисла, на некаква емоција, нешто што ме спречува да си бидам во сегашниот миг. Ова сето секако е еден мал дел од тоа што се работи нормално на НЛП, на системската НЛП едукација, и наскоро стартерот кој што ќе го имаме на 4 мај што ќе почнува е токму на овие теми, затоа што стартерот е системски НЛП стартер со коучинг. Како да бидете свој коуч. Ова денеска што ви го кажав е апсолутно алатка за тоа како да се ослободиш себе си од прашањето од терет од минатото, например, со тоа што ќе се чувствуваш во сегашноста. Прво и основно е прифаќање на реалноста. Што е тоа што мене вистински во сегашниот миг ми е мене, во сегашниот период, да кажам, и ми е проблем. Што е тоа што јас, со што се соочувам? Дали е тоа нешто што ми се повторува од минатото и како јас да се приземјам себе си, е со тоа што прво ќе се прашам, каква ми е реалноста? Океј, еве да кажеме, да го земеме сега, да ја земеме актуелната ситуација, короната. Да, постои короната, тоа е реалност. Меѓутоа, како се справувам јас со короната, зависи лично од мене. Ако јас сум премногу анксиозна, што е окей, нормално, има моменти, меѓутоа, дали мене тоа ќе ми користи? Дали е тоа нешто што јас, например, и во минатото исто така сум реагирала на некакви ситуации во минатото, што не можам да се справам со страв, не можам да се справам со ситуации со емоции кои што не се во сегашноста, меѓутоа припаѓаат во минатото, и како да се одвојам од минати случаи, како да се одвојам од сегашни случаи. Одвојувањето е многу едноставно. Каква е ситуацијата сега, каква е реалноста сега и дали овој страв, дали оваа паника што ја чувствувам мене ми користи или не ми користи. Најчесто не ни користи. Секако е дека стравот или паниката или лутината и бесот се емоции кои што ни се потребни, затоа што доколку нема страв, доколку нема паника, доколку нема бес, доколку нема лутина, јас нема да напредувам. Све би било супер, не постои тоа. Емоциите се за да ги чувствуваме, меѓутоа не континуирано. Колку почесто им даваме значење на негативните мисли, толку почесто повеќе тие мисли секако стануваат се повеќе дел од нашето секојдневие. Не значи дека емоциите ние треба да ги тргнеме на страна, да ги потиснеме. Не, емоцијата, океј, чувствувам во моментов страв, добро, чувствувам страв. Зашто чувствувам страв? Што конкретно ме плаши? Океј, ме плаши, например, короната, добро. Што можам јас да направам во врска со тоа? Океј, да се заштитам, да внимавам. Да, меѓутоа животот продолжува. Како јас во оваа ситуација можам да продолжам понатака и да се чувствувам сепак безбедно,
меѓутоа и ослободено од стравот. Че сето тоа можете самите да го правите на начинот на кој што ќе си поставувате прашање. Поставувате си прашање, враќате се постојано во сегашноста. Што исто така многу помага е дишењето. Доколку сме во некаква емоција, дишењето е тоа што исто така може или да ја направи емоцијата уште појака, или да ја почувствуваш емоцијата и да ја се препуштиш и да ја пуштиш. Значи, најважното е вдишувањето и издишувањето. Вдишувам, чувствувам, издишувам, пуштам. Нема друго. Тоа е, така живее целата природа. Че почувствувајте се каде сте во моментов, што е тоа што ве спречува, дали е тоа реално во сегашниот миг или е нешто што самите ние го предизвикуваме. Што значи преосетливост? Дури и болки при допир на градите, често сум склона кон бактерија. Или кон бактерија, што значи тоа? Убаво прашање, значи, да, преосетливост. Преосетливост може да биде, причина може да биде се. Меѓутоа, преосетливост е, например, ако има огромен наплив на емоции, кои што не ги трансформирате на некој начин, што значи може би ги потиснувате, не им давате можност да поминат низ вашето тело. И така остануваат складирани во телото, позатоа може некогаш некој дел од телото да биде преосетлив или да биде, нели, во одредена болка, во главоболка или било што. Значи, многу е важно емоциите да се чувствуваат, не да се потиснуваат. И доколку чувствувам некаква емоција, како што кажав претходно, исто да ја лоцирам, во кој дел од телото ја чувствувам емоцијата. Тоа е ментален имунитет. Тоа е само свесност. Значи, што и да е, доколку е емоција, доколку е болка, самото освестување, вадењето на површина, лоцирањето во кој дел од телото јас ја чувствувам таа емоција, чувствувам болка, верувајте, поминува. Затоа што веќе ја вадиме на површина, ја освестуваме на некој начин и со помош на дишењето можеме исто така да се ослободиме. А доколку чувствувате премногу болка, одете на масажа или па галете се себе си, давајте си биде во сегашноста, значи за тоа да го чувствувам телото, да бидам свесна за тоа дека сум сега и овде. А ние сме толку преокупирани со главата, толку сме во анализа, што целото тело ни е парализирано на некој начин и емоцијата. Значи, самото тоа што дишам, значи постојам, што значи преку дишењето можам да останам се повеќе и повеќе во сегашноста. Така да, тие се неколку трикс and tips, нормално, што, еве, во овој половина час сакав да ги споделам со вас. Навистина, нормално може да се работи исто така многу повеќе. Оние што сакате да инвестирате нормално во себе, во својот ментален, во својот физички имунитет, во емоционалната интелигенција, во соматската интелигенција, или да откриете што е тоа што го носите како програма од вашите семени системи, ве поканувам да дојдете на NLP Стартерот секако со коучинг, за да научите техники како да се коучирате самите себе си. Многу е поедноставно отколку што мислите. Верувајте, анализирањето, премногу размислувањето, а премалку чувствување на себе си и останување во сегашниот миг, тоа е проблемот. Меѓутоа, знам дека не е лесно, тоа се некои ментални образци и програми кои што си ги носиме и од детството, секако и од обкружувањето, и не е лесно, меѓутоа, пак ќе кажам, е возможно. Кога сме свесни за симптомите што телото ни ги праќа и сами сме детектирале тригерот, значи знаеме што не кочи и не полни со гнев и лутина. Одлично. Баш е тоа. Тоа е одлично кажано, да го преживееме ово само да видам животот, а откако ни е решен?
Точно е тоа. Затоа што баш токму тоа за прегорувањето е многу важно. Зашто прегоруваме? Прегоруваме затоа што не сме во сегашноста. Не сме само свесни, не се следиме себе си. Постојано е фокусот надвор. Постојано, ова, значи во минатото, ова требаше да се направи, а тоа ќе направам. Заглавени во анализа во парализа, заглавени во некаква емоција. Премногу сме фокусирани на надвор, а премалку на внатре. Телото вришти за внимание, а ние сме премногу насочени на надвор. Супер. Значи, затоа можеме секој од нас да бидеме свој коуч, да научиме техники како да се коучираме себе си, како да се водиме себе си и мораме да почнеме од себе, нема од никој друг. Околината нема да се смени, предизвиците нема да престанат, конфликти секогаш ќе има, ќе постојат. Начинот на кој што се справуваме со нив е наш личен избор. Затоа, драги мои, изберете се себе си, изберете да живеете во сегашноста и изберете здравје, среќа и радост. Тоа никој не може да ни го земе и независно од тоа што се случува во околината, ние сме тие што правиме избор како ќе реагираме. Верувам дека може би се пренајдовте во што сте заглавени, може би сте заглавени во минатото или во иднината, може би сте заглавени во анализа и парализа, може би во емоција, а може би во телото. Како и да е, дишате, чувствувајте се себе си и многу почесто свртете го фокусот на внатре наместо на надвор. Ви посакувам се најубаво, ви благодарам на сите овие убави пораки и на вашата интеракција. Повторно ќе се вклучам наскоро со некоја друга тема. Премногу зафатена, нели, со тренинзи, меѓутоа тука сум достапна за вас, доколку имате некакви пораки, слободно пишете ми во приватна порака, значи тука сум за вас да одговарам на вашите прашања, а оние кои што сакате повеќе да се вклучите во НЛП-то, ве поканувам на системскиот НЛП и коучинг, кој што ќе започне на 4 мај и ќе биде онлайн, што значи достапен за сите, каде и да сте. Тоа е НЛП стартерот. А понатака, тренинзите, во зависност од ситуацијата, нели, ќе се одржуваат можеби хибридно, дел онлайн, дел во живо, како и да е, продолжуваме. Независно што и да се случува, продолжувајте да инвестирате во себе, затоа што никој не може да ви го земе тоа што ќе си го дадете себе си. А што е тоа? Самосвесност. Ви благодарам за вниманието и остануваме секако тука, заедно да се дружиме. Поздрав на сите и имајте убава вечер. Чао, чао, благодарам на сите срциња, лајкови и пораки и се гледаме наскоро. Чао!